Утре се навршува една година од големата трагедија во дискотеката Пулс во Кочани, каде што загинаа 63 лица. Родителите ова измината година поминаа низ многу болки и страдања, меѓутоа бараа правда од институциите за загинатите дечиња. Гостин во дневникот на телевизија 24 е еден од родителите на загинатите, господинот Александар Наунов. Здраво. Јас сум татко на трагично загинатата момичка Надица Наунова, која имаше 17 години. Помина една година од немилиот настан. За нас е масовно убиство родителите. Ние бараме правда и ден денес. Како што рековме на маршевите, ние не излаваме само за нашите дечиња. Ние излаваме за сите дечиња. За сите родители да не го поминат тоа што ние го поминуваме, пошто е болката огромна. На маршевите секогаш викаме, бараме вистинска правда. Бараме институциите да продолжат да работат правилно, не како до сега. Зашто институциите, ако си ја вршиле нивната работа, немало да дојде до оваа трагедија. Ние како родители што го викаме масовно убиство. Бараме да се смени системот. Бараме ова више никош да не се случи. Нашите барања не се многу големи, но са заштита за иднината на македонскиот народ. Системот за жал во Кочани затаил до тоа ниво што нерегуларностите го докажа тоа во дискотеката Пулс. Системот ние бараме да се промени, но за жал уште не, бидејќи во понеделник имавме тркалезна маса во Holiday Inn, ги зборевме сите пропусти што треба да се решат. Зборевме со сите институции, со сите инспектори, со сите директори до кај работата. Они зборат дека се малку инспектори, дека треба повише. Ние велиме дека уште не е почната процедурата да си работи системот. И им докажавме со многу факти за тоа што во Министерството за економија уште дискотеката Пулс стои дека има валидна лиценца. Значи, уште си прават инспекторите копи-пасте, наместо да искочат и да видат вистинското лице на системот. Не мора да значи дека ако си вработен во институција дека си ја завршил работата, напротив, треба да имаш многу големи обврски за да си ја зачуваш својата работа и си ја водиш професионално. За жал во Македонија тоа нема никош да се деси додека има партиски вработувања. Значи министер за економија треба да има завршено факултет соодветен на неговата струка. Пазарен инспектор треба да си има вработено инспектори во нивната струка. Дирекција за заштита и спасување треба да се имат исто школуван кадар што е соодветен за да се действува како што треба и да нема никакви пропусти, бидејќи ни починаа нашите деца од тие затајувања на институциите. Значи практично првиот чекор не е направен. Уште дискотеката стои како валидна. Да. Видете на Министерство за економија, ќе видите дека уште стои, дека е валидна лиценцата на дискотеката Пулс. Знаеме која е обвинителната одлука на јавното обвинителство, секое рочиште, како родители тука сте присутни. Како го гледате целиот судски процес во однос на интензитетот, меѓутоа и во однос на целата постапка која што се води во салата? Обвинителниот акт е направен со 14 обвинители, со 13. 2,5 месеца се работеше макотрпно. Знаеме дека има 200 гига
доказен материјал со 1400 страници докази, со вештачења, со све. Ја мислам дека обвинителите ќе го докажат дека сите се инволвирани во случајот и дека на крајот ќе бидат сите задрешетки што се на обвинителна клупа. Ние ќе го следиме случајот родителите на починатите деца и на повредените, ќе ги следиме и другите рочишта што ќе одат сега на 1 април доаѓа со рочиштето исто тешки дела против општата безбедност од Министерството за внатрешни работи, таму се 13 осумничени кои ќе седнат на обвинителна клупа, редовно ќе ги следиме и мислам дека на крајот нашите деца заслужуваат правдата, барем така можеме да се одужиме и ние и државата кон нив. Уште едно прашање во однос на интензитетот на судскиот процес, затоа што сепак се работи за голем, како што кажавте, материјал од 200 гигабајти електронски. Па како на маршевите што кажуваме, во јануар имавме само 2, во февруар имавме 1. Како што кажавме, од март више има по 6 рочишта месечно кои траат од 9,5 часот до 15 часот. Така да јас мислам дека правдата ќе биде побрзо искочена на виделина, бидејќи по 6 рочишта по 7 сата или 8, јас мислам дека ќе иде многу побрзо. Ви благодарам за разговорот и останете во добро здравје.